Прво да се заблагодарам еве за интересот, да се заблагодарам на домакините за можноста да поразговараме отворено околу актуелната економска ситуација во државата, начинот како се води бизнисот, во каква состојба се наоѓаат компаниите кои што се членки на комората на Северозападна Македонија. Она кое што можевме да го слушнеме го пренесе претседателот на комората директно, дека количината на помош и начинот на кој што таа помош се рефлектира од страна на владата до бизнис заедницата е недоволна и дека е потребна да биде уште поголема за да може да опстанат, или пак сосема доволно би било оние долгови кои што државните компании ги имаат кон или локалните компании кои што ги имаат кон бизнис заедницата да бидат навремено сервисирани и исплатени, тогаш никаква помош не би била потребна, ниту пак компаниите би зависеле од таков тип на помош. Но за жал тоа не се случува. Обидот практично да се злоупотребува буџетот, високото ниво на криминал и корупција стои на сетото место, или би рекле ние сме лидери во регионот на нивото на криминал и корупција според последните извештаи на реномирани светски агенции. Според реномирани светски вестници сме хибриден режим и во услови кога имате хибриден режим, кога имате високо ниво на корупција, тогаш нормално е дека многу тешко ќе му оди на бизнисот да опстане, многу тешко ќе оди на бизнис заедницата да може да се развива и да го зголемува бројот на вработени. Целта на овој состанок е подготовка на програмата на ВМРО ДПМН, на потенцијалните кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН за локалните избори. Имајќи предвид дека Македонија е практично една од трите држави со најнизок степен и најнизок процент на поддршка на бизнис заедницата во овој период на, би рекол, борба против ковид пандемијата, едва и 3,5%, бидејќи државата се задолжи за 1 милиарда и 100 милиона, а во суштина самиот вице-премиер кажа дека се потрошени и стигнали до бизнес заедницата и до граѓаните помош од прилика од 350 милиони. Прашањето е каде отидаа останатите 650-750 милиони евра. Ние тоа кажавме каде отидаа уште пред некој месец, дека тие отидаа во подкуп на изборите, но еве, добро е што самиот вице-премиер тоа го кажа. ВМРО ДПМН останува посветено да работи со бизнис заедницата, со стопанските комори. Продолжуваме и во наредниот период да се среќаваме со останатите стопански комори, затоа што сакаме да излеземе како и секогаш со навистина квалитетни предизборни програми кои што ќе ги понудиме пред граѓаните и пред општеството. Очекуваме голема граѓанска и општествена поддршка и најголем број кандидати за градоначалници од страна на коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН да поведат на следните локални избори. Бизнис заедницата има партнер во ВМРО ДПМН, ќе го повторам тоа што сум го кажувал во минатото. Ова се современите патриоти, херои, луѓе кои што обезбедуваат плата во екстремно тешки услови и јас секогаш кај овие луѓе ја стегам чврсто раката и во мене како човек имаат поддршка не само како претседател на најголемата политичка партија, туку и во иднина кога ќе ја предводиме владата на Република Македонија. Благодарам.